Новиот македонски филм "Деца на сонцето" на Антонио Митрикески, чија постпродукција е при крај, ќе биде представен на 17-тиот Скопски фестивал кој ќе се одржува од денеска до 30 април. Добро дојдовте во Урбаните вести, еве што ќе гледате. Основното училиште Димо Хаджидимов доби отворена училница. Одбележан светскиот ден на книгата. Во Феникс манифестација за македонските автори и книги. Презентација на проектот Урбано зеленило, урбана култура. Кисела вода доби мини плоштад со детско игралиште. Пролетна дератизација во Газибаба. Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски денеска го одбележа светскиот ден на книгата и авторското право, како и 70 годишниот јубилеј. Наградата за најчитан автор оваа година ја доби писателот Блаже Миневски. 23 април, денот кога светот го напуштија двајца великани во книжевноста, Мигел де Сервантес и Вилијам Шекспир, секоја година се слави како светски ден на книгата и авторските права. Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски денеска го одбележа светскиот ден на книгата. Директорот на библиотеката Иван Заров истакна дека оваа година Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски слави значаен јубилеј 70 години од незиното формирање. Денес го одбележуваме светскиот ден на книгата и авторското право. 23 април како символичен датум на светската книжевност, кога во 1616 година починале двајца големи светски магови на пишаната реч, Вилијам Шекспир и Мигел де Сервантес. Идејата за ваквото одбележување се заснова на стариот каталонски обичај новој ден да се подари книга и роза. Со ова празнување, УНЕСКО сака да оддаде признание на книгите и писателите, да ги охрабри луѓето да го откријат или повторно да уживаат во читањето на книги. Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски која годинава слави еден голем јубилеј, 70 години од формирањето, уште од самиот повик на УНЕСКО се вклучи во одбележувањето на овој глобален празник и со испраќање македонска порака од наши познати автори. Во изминативе години, овде во нашиот храм на книгата, промовиравме значајни капитални проекти кои придонесуваат за ширење на книгата и читањето, како од македонските автори, така и од врвни автори на светската книжевност. Оваа година македонската порака ја напиша нашиот еминентен писател и академик Митко Маџунков. Генералниот директор на УНЕСКО Ирина Бокова во пораката по повод светскиот ден на книгите вели дека книгите се најмојни алатки што ни стојат на располагање за да се отстрани сиромаштијата и да се зајакне мирот. Пораката повикува сите жени и мажи да се приклучат кон каузата на книги, како и кон сите што ги пишуваат и издаваат. Се осврнува на развојот на дигиталните медиуми кои овозможуваат слободна размена на знаењата, а тоа, посочува Бокова, носи дополнителни неизвестности. По пораката на УНЕСКО, прочитана беше и македонската порака од академик Митко Маџунков, според кој прашањето за местото на книгата во денешниот свет, вклучувајќи ги и авторските права, отвара многу важни теми како соодносот меѓу печатените книги и електронските изданија и слободниот пристап на интернетот. Зборот како зародиш на човековата свест, писмото како инструмент на зборот, книгата како форма на писмото, печатарството како дејност што ја расшири книгата низ сите народи, држави и јазици, и електронската ера како медиум што ја собра меморијата на човештвото на едно место и ја проследи речиси до секој човек, ги одбележуваат главните развојни етапи на светската култура и цивилизација. Денес, на светскиот ден на книгата и авторското право, се собравме тука, во оваа куќа на книгата, како и во сите други библиотеки во нашата земја и низ цел свет, да се подсетиме на важноста на создавањето, чувањето и ширењето на пишаната реч. Во рамки на одбележувањето на светскиот ден на книгата, на писателот Блаже Миневски му беше доделена награда за најчитан автор според јавните библиотеки на Македонија.
Изведен беше монолог од венецијанскиот трговец на Шекспир, а беше отворена и изложба на дела од рачно изработена еколошка хартија. Традиционалното подарување книга и роза е исто така дел од манифестацијата во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски по повод Светскиот ден на книгата. Од денеска до 5 април во издавачката куќа Феникс се одржува манифестацијата Прочит за македонските автори и дела, во чиишто рамки книгите се продаваат со голем попуст. По повод 23 април, Светскиот ден на книгата, издавачката куќа Феникс од Скопје ја организира манифестацијата Прочит за македонските автори и дела. Манифестацијата започна денеска, а ќе трае до 5 април. Станува збор за дела на повеќе од 100 автори во издание на Феникс и Македонија Презент, кои се продаваат со попусти од 50 до 80%, а сите посетители на манифестацијата во наредните 2 седмици бесплатно ќе бидат зачленети и ќе добијат легитимации на клубот на книгата Феникс за постојан попуст во текот на целата година. Вака, знаеме дека неодамна помина Скопскиот саем на книгата. Издавачката куќа Феникс имаше огромни попусти на сите изданија, сите книги, нови саем на книгата, меѓутоа попустите продолжуваат и понатаму. Можам да кажам дека имаме и нова едиција, која што искрено ја препорачувам. Станува збор за една нова едиција, која што ја нарековме Бура од култура и во неа вклучуваме изданија во кои што спаѓаат големите светски имиња. Па така во оваа едиција спаѓаат книгата Ниче од Жан Грание, потоа студијата Феминизам од Андре Мишел, што јас знам за феминизмот и за женските движења, потоа студијата Фројд, односно што јас знам за Фројд од Ролан Жакар. Токму продолжувањето на овој саемски попуст на сите изданија на издавачката куќа Феникс е обележување на денот на книгата и на денот на авторите. Инаку на манифестацијата Прочит за македонските автори и дела, меѓу другите ќе бидат представени книгите на Радован Павловски, Ристо Јачев, Ката Мисиркова Руменова, Љубе Цветановски, Јордан Плевнеш, Христо Петрески, Киро Донев, Велко Неделковски, Трајче Кацаров, Панде Манојлов, Билјана Станковска, Софе Штериоски, Ерол Туфан, Васил Толевски, Зоран Пејковски и други. На Шумарскиот факултет денеска беше презентиран успешно реализираниот проект Урбано зеленило, урбана култура, чија основна цел е поттикнување на активност помеѓу младите за дружење и зголемување на еколошката свест и одговорност. Истиот беше реализиран во соработка со општина Газибаба, Сдруженијето на студенти на Шумарскиот факултет Дрен, поддржан од ДУКИМ и Шумарски факултет Скопје. На Шумарскиот факултет во Скопје денеска се одржа завршна презентација на проектот Урбано зеленило, урбана култура во организација на општина Газибаба и Сдруженијето на студенти од Шумарскиот факултет Дрен. Проектот офаќаше заедна работа на десетина студенти, членови на Сдруженијето од Шумарскиот факултет Дрен и ученици од основните училишта во општина Газибаба кои се членови на екосекциите. Тие беа раководени од ментори кои преку осмислување и изработка на уметнички дела со теми од животната средина придонесоа за надградување на свеста кон подобрување на урбаното зеленило, а со тоа и животната средина во целина. Истиот е наменет за младата популација, кај која треба да се развиваат и надградуваат еколошката свест и способноста за заедничко дејствување. Активностите кои беа дел од проектот се одвиваа на локално ниво, односно во Скопје, општина Газибаба и во Дендропаркот на Шумарскиот и Факултетот за земјоделски науки и храна. Преку овој проект директно беа пренесени информациите од страна на студентите, од страна на стручните лица од факултетот на нашите ученици во сите основни училишта во општина Газибаба околу заштита на животната средина, стручни совети како секој од нас во иднина да земеме активно учество, да придонесеме кон заштитата на животната средина и со тоа да влијаеме во иднина да имаме што е можно поголеми зелени површини, поголем број на садници насадени и така натаму. Интензивираме соработката на студентите на факултетот со нашите ученици, односно плюс може да се запознаат и некој од нив и во иднина да се определи во насоката да го продолжи своето образование на овој факултет. Во рамките на Шумарскиот факултет
кој е во општина Газибаба, се наоѓаат два големи објекта. Тоа е дендропаркот што гледате околу вас, кој што брои преку 230 различни дрвенести видови речиси од целиот свет, кој што пред се има едукативна значење, значи за едукација на студенти и на други заинтересирани граѓани од општината и пошироко. А исто така и во рамките на факултетот имаме и арборетум, подигнат уште 1947 година, кој се наоѓа во местноста Трубарево, што има многу големо научно значење, бидејќи во него беа внесени преку 7 дрвенести видови од целиот свет, се со цел да се види како тие ќе се адаптираат на условите во Македонија. Целта е развивање и надградување на свеста за животната средина и одговорност кон зеленилото на учениците од основните училишта, особено во градска средина, преку уметнички надпревари со теми за градското зеленило и анимација на студентите за подобрување на квалитетот на живот на младите преку еколошки, културно-уметнички и стручно-едукативни активности. Проектот го реализираше Сдруженијето на студенти на Шумарскиот факултет во Скопје Дрен во соработка и финансиска помош од општина Газиоба и поддржан од Шумарскиот факултет во Скопје. Исто така на денешната презентација на проектот беа наградени најдобрите од конкурсот за избор на најубави литературни ликовни творби и фотографии од областта на животната средина со посебен осврт на урбаното зеленило кој беше наменет за учениците од основните училишта во општина Газибаба. Изборот го изврши тричлена комисија од Шумарскиот факултет. Ова е трета ваква соработка на општина Газиоба со Сдруженијето Дрен и за реализација на овој проект беа издвоени 40.000 денари од општината и 43.000 денари од Шумарскиот факултет. Од денеска учениците на основното училиште Димо Хаџидимов наставата ќе може да ја следат во првата отворена училница, која што е заеднички проект на општина Карпош и невладината организација Линка Крос. Отворената училница беше изградена со помош на 20 студенти од Универзитетот Кери од Филаделфија и Бајбл колеџот од Ланкастер, САД. Денеска во основното училиште Димо Хаџидимов беше предадена во употреба првата отворена училница во општина Карпош, како оригинална методолошка креација во наставата во ова училиште. Во неа учениците ќе изведуваат настава на отворено по предметите ликовна уметност, музичко образование и македонски јазик и на креативен начин и во контакт со природата ќе ги развиваат своите вештини. Во изградбата на училницата учествуваат 20 студенти од Универзитетот Кери од Филаделфија и Бајбл колеџот од Ланкастер, САД. Со наставата на отворено, наставниците и учениците ќе се обидат на поинаков начин да ги урнат стереотипите по кои се одвива класичната настава во образовниот процес. Овој проект произлезе од идејата на директорката на училиштето Зорка Ристова, а проектот е помогнат од општина Карпош, која ја направи подлогата и пристапот, како и фасадата на задниот павилјон на училиштето и невладината организација Линка Крос, со чија донација е изградена дрвената конструкција на училницата. Джонатан Менгелс, основачот на Линка Крос, им посака на децата на дворешната училница да им трае долго, а во неа да им се раѓаат нови идеи, нови перспективи и нови пријателства. Нека оваа надворешна училница ве служи со години. Во таа нова просторија се надеваме дека ќе се отворат нови перспективи, ќе имате нови идеи и ќе створите нови пријателства. Општина Карпош преку незиниот прв човек Стефчо Јакимовски се заблагодари на невладината организација и поддршката на САД што ја даваат за училиштата. Драги ученици, почитувани наставници, почитувани донатори, сакам да ви заблагодарам од името на општина Карпош, пред се на донаторите за соработката и за ова убаво катче, ова летна училница што ја правиме за учениците од основното училиште Димо Хаџидимов. На сите помагачи во проектот директорката Ристова им врачи посебни благодарници, а тоа се општина Карпош, невладината организација Линка Крос, студентите волонтери од САД, родителите кои неуморно работеа на проектот, како и на професорите Сонја Поповска-Трајковска и Јани Ангеловски. Нашите првачиња први ќе започнат реализацијата на наставната во нашата отворена училница. Отворената училница е резултат на соработката на општината Карпош и невладината организација Линка Крос од Америка. Во изградбата свој допринос дадоа и наши наставници, ученици и родители.
Заврши пролетната дератизација во општина Газибаба. Дератизацијата се одвива редовно 2 пати годишно во соработка со Центарот за јавно здравје. Општина Газибаба во континуитет 2 пати годишно врши дератизација која се одвива координирано со останатите општини и градот Скопје. Во изминатиот период завршија и активностите околу пролетната дератизација на шахтите. Цел на дератизацијата е да се уништат глодарите од околу 2500 шахти кои се наоѓаат на територијата на општина Газибаба. Употребен беше парафински блок бромадиолон при дератизацијата, а ја изведуваше Центарот за јавно здравје Скопје во соработка со јавното предпријатие Водовод и канализација, информираат од општина Газибаба. Децата од Киселавода ќе имаат можност слободното време да го поминуваат во новото детско игралиште кое се протега на површина од околу 400 метри. Заврши изградбата на мини плоштад со детско игралиште во близина на економското училиште Васил Антевски Дрен во општина Киселавода. Просторот од околу 400 квадратни метри е целосно хортикултурно и партерно уреден, со клупи, канделабри и парковско зеленило, а во паркот има фонтана чешма. Проектот го изработи проектантската куќа Инпума. Се работи за комплетна инвестиција на општина Киселавода во износ од околу 3 милиони денари, која произлезе од барањата на жителите на овој дел од градот, информираат од општината. МЗТ Скопје ја победи Илирија, а Кожов го совлада работнички во петото коло од Суперлигата. Атлетико Мадрид и Челси одиграа 0:0 во првиот полуфинален натпревар во Лигата на шампионите. Спортските вести се веднаш по рекламите.